Почитувани жители на Скопје, мои сограѓани, како роден скопјанец, Скопје го познавам многу добро. Неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби. Секојдневно живеам со проблемите на скопјани. На локалните избори во 2009 година ми ја дадовте довербата да бидам градоначелник на град Скопје. Тоа за мене беше голема чест, воедно и одговорност да го исполнам ветеното. Настапив како кандидат на политичката партија ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, со конкретна програма за реализација. Тој принцип го задржувам и денес, на изборите во 2013 година, и настапувам со идејна програма за подобрување на функционирањето на главниот град. Во изминативе 4 години, заедно со мојот тим, со општините во градот Скопје и во соработка со владата на Република Македонија, реализиравме повеќе од 500 проекти кои ги ветивме во изборната програма, а кои проекти произлегува од вас, граѓаните. Работевме напорно и посветено, честно и домаќински, во реализација на проектите ветени во изборната програма. Во изминативе 4 години, Советот на град Скопје постојано ги поддржуваше иницијативите и предлозите на град Скопје, кои беа во функција на реализација на ветените проекти. Сакам да ме потсетам на делата кои ги остварив по градот Скопје за овој 4-годишен мандат. Ќе набројам дел од нив. Изградивме нови булевари и улици во должина од 15.000 метри. Булевар Илинден, булевар Србија, булевар Свети Климент Охридски, Македонска војска, булевар Борис Трајковски, митрополит Теодосиј Гологанов. Изградивме кружни токови на булевар Ѓорче Петров, кај црквата Свети Петар и Павле, на улица Боцев Иванова и турбокружен ток на булевар митрополит Теодосиј Гологанов. Реконструиравме 22.000 метри коловоз, и тоа на Јане Сандански, партизански одреди, Кузма Невстифовски Питу, Козле, Радишанска, улица Самуилова, Благоја Стевковски, Козаров, улица Пелагонија, Кемал Сейфула, Ферит Бајрам, Јужноморавски бригади и други. Изградивме нови фекални и атмосферски канализации, како фекалниот колектор во Лисиче, во Ченто и во другите општини. После 50 години изградивме нов мост на реката Вардар, кој ги поврзува општините Сарај и Ѓорче Петров, и мост на реката Серава. Обезбедивме нови 1500 паркинг места, а наскоро со новите катни гаражи ќе обезбедиме вкупно 2500 паркинг места во градот Скопје. Јавните предпријатија ги деблокиравме, опремивме и ги направивме финансиски способни. На почетокот на мојот мандат, јавното предпријатие Комунална хигиена располагаше со само 6 возила постари од 25 години, со кои го обслужуваше целиот град. Сметот се собираше со едно возило на 100.000 жители. Во последните 4 години набавивме 57 нови камиони и возила за подигање на сметот. Јавното предпријатие Паркови зеленило го подновивме со 40 машини и возила. Нови машини и асфалтна база доби и јавното предпријатие улици и патишта. Вложувавме и во депонијата Трисла, а набавивме и нова опрема за противпожарната бригада. Добивме огромна поддршка од владата на Република Македонија за комплетна обнова на возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, кој сега располага со 312 нови автобуси. Градот Скопје вложи 80 милиони денари за реконструкција на 21 средно училиште. Се реконструираа кровови, тоалети, подови, се заменуваа прозорци, врати, клупи и столици. Набавивме 3 возила за потребите на лица со потешка инвалидност. Дониравме 2 апарати за диализа за бубрежно болните пациенти, а во средното училиште Михајло Пупин поставивме лифтовска платформа за лица кои се движат со помош на количка. Нашите повозрастни граѓани добија можност бесплатно да се возат во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие во вторник, петок и во сабота. Отворивме центар за бездомници. Континуирано вложуваме во културните институции и манифестации на градот. Ја збогативме културната понуда на Скопје, за да денес граѓаните можат да одат во реконструираните детски културен центар, младински културен центар и кино Милениум. Вложувавме во функционирањето и развивањето на спортот во градот Скопје. Посветено работевме на проекти поврзани со гасификација и енергетска ефикасност. Создадовме инвестициска клима и потикнувавме зголемување на работните места. Сите овие се дела кои ги вети во 2009 година, кога ми ја дадовте вашата доверба. Денес сум пред вас, повторно да ја побарам вашата доверба за нови дела кои за мене представуваат нов предизвик. Ќе набројам некои од позначајните. Подземна сообраќајница од владата на Република Македонија до комплекс банки, булевар Трета македонска бригада, нов луна парк, ски центар на Водно, подземна сообраќајница позади Рамстор со 2 кружни тока кај Нова Македонија и булевар Кочорацин, продолжување на булевар Партизански одреди со кружен ток,
булевар Кристијан Тодоровски Карпош, водовод во Шуто Ризари, водовод во Ченто и други. Почитувани мои сограѓани, ова се само дел од моите проекти со кои ја барам вашата доверба. Како и досега, ќе работам напорно и посветено и нема да застанам во намерата Скопје да стане поубаво и поудобно место за живење. За Скопје со нови дела. Јас сум Коце Трајановски, кандидат за градоначалник на градот Скопје.